Почитовани, аболицираниот криминалец Зоран Заев, секогаш кога е фатен во нов грабеж, исчезнува. Заев со денови молчи за незаконското постапување, фалсификување, узурпирање на државното земјиште и изигрување на законот во случајот со објектот на Цареви кули. Заев се крие во врска со најновата афера, во која е вклучен заедно со неговиот долгогодишен пријател Коце Ристовски, кој фигурира како собственик на луксузниот комплекс Цареви кули. Заев молчи, ама граѓаните на Струмица, но и целата македонска јавност веќе знаат дека тој го озаконил криминалот и му дозволил на својот верен пријател да легализира објект по истекувањето на законскиот рок за легализирање на дивоградби. Скандално да биде поголем, другарчето на Заев, Коце Ристовски, освен што бил почестен со незаконска легализација на луксузниот комплекс Цареви кули, му бил и еден од најомилените тендер пајташи на Зоран Заев. Коце Ристовски и неговата фирма Чам Чифлик Голд Доел години наназад редовно добивале јавни набавки од општина Струмица и јавното предпријатие Комуналец Струмица. Ова значи дека другарчето на Зоран Заев, Коце Ристовски, бил дел од мрежата на фирми на Заеви, преко која се испомпувале милиони од парите на граѓаните на општина Струмица. Ова е класичен пример на пријателство базирано на милиони народни пари. Еве само неколку примери од плодното пријателство на Заев и Коце Ристовски, потврдено преку јавни набавки во јавното предпријатие Комуналец од Струмица. Чам Чифлик Голд Доел со јавното предпријатие Комуналец Струмица склучил договор за јавна набавка за мермери и гранити од 300 броја споменици на 24.2.2014 година во вредност од 8 милиони и 260 хиляди денари, односно со еден договор добил речиси 150 хиляди евра пари на струмичани. Ево, ово може да го погледнете. На 21.2009 година истата Чам Чифлик Голд Доел склучила договор за јавна набавка за мермери и гранити за 300 броја споменици пак со јавното предпријатие Комуналец од Струмица. Овој пат во износ од 4 милиони и 300 хиляди денари. На 7.10.2010 година, неверојатно, но вистинито, Чам Чифлик Голд на Коце Ристовски, собственикот на луксузниот комплекс Цареви кули, повторно набавил мермер и гранит за 300 броја споменици за потребите на јавното предпријатие Комуналец од Струмица во износ од 4,5 милиони денари. На 22.11.2012 година договорот со јавното предпријатие Комуналец Струмица за набавка на мермери и гранити на 300 броја споменици во вредност од цели 7 милиони денари или 120 хиляди евра го добива, како што веќе сите предпоставувате, Чам Чифлик Голд Доел Струмица. Фирмата која врши угостителска дејност во незаконски легализираниот комплекс на Цареви кули. Скапоценното пријателство на Заев и Коце Ристовски не се ограничува само на јавни набавки
за јавното предпријатие Комуналец од Струмица. Чам Чифлик Голд има склучувано договори за јавни набавки директно со општина Струмица. На 22.5.2015 година за подготвителни работи со изведба од Бекатон Плочки за потребите на општина Струмица, Чам Чифлик Голд склучува договор директно со својот долгогодишен пријател Зоран Заев во вредност од 6.560.000 денари. Еви го. На 3.4.2012 година склучен е уште еден договор помеѓу Чам Чифлик Голд и општина Струмица за јавна набавка, изведба на поплочување на тротоар на булевар Гоце Делчев во Струмица во вредност од 3.896.487 денари. На 11.7.2012 година Чам Чифлик Голд и општина Струмица склучуваат договор за јавна набавка, изградба на градско корзо во вредност од 6.579.089 денари. $41.095.576 денари или речиси 700.000 евра од само 7 договори за јавни набавки добива фирмата на долгогодишниот пријател на Зоран Заев Коце Ристовски. Истовремено и собственик на угостителскиот објект кај Цареви кули, кој Заев го легализира на криминален начин вон законскиот определен рок. Почитувани, со само 7 тендери испумпани се 700.000 евра, очигледно многу скапо. Речиси безценето е пријателството меѓу Заев и собственикот на хартија на објектот кај Цареви коли Коце Ристовски. Јавноста отворено прашува колку пари од овие милиони завршија во минувачницата кај Вицето. Кој е бенефитот на Зоран Заев противзаконски да го легализира објектот на Коце Ристовски на Цареви кули, а патем да му обезбеди и стотици илјади евра преку јавни набавки на својот долгогодишен пријател. Аболицираниот Зоран Заев се дави во матните сделки. Струмичини веќе не прашуваат дали, туку очекуваат Зоран Заев да одговора за своите криминали. Зоран Заев ќе мора да се соочи со правдата и да му се конфискуваат сите украдени пари од граѓаните. Благодарам.